се поголем број медиумски куќи покажуваат интерес за следење на судските процеси, особено тоа се случува и фокусот е во последните 2 години со појавата на бомбите, со предметите на специјалното јавно обвинителство, но забележуваме и се поголема специјализација на новинарите и желба и потреба да учат и да не ги прават елементарните грешки што ги правеа во минатото. Судовите во исто време добија амбициозни шефови кои што не се само успешни менаџери, туку покажуваат и чувство за новите технологии, за модерната технологија, за употребата на веб страници, што кажува дека очекувањата на сите ни се подеднакво да влеземе во реформите, бидејќи ни се потребни и на медиумите, и на судиите, затоа што, ако забележувате во сите извештаи, главен таргет се покрај судиите и новинарите, и ако од никого се бара реформи, тоа се од овие 2 професии, од кои што се бара да работат на подигање на демократските стандарди, но и од новинарите кои што работат на правосудните теми за поголема видливост на правдата. Тука доаѓам и до главната поинта, а тоа е дека токму во овој дел ја гледам и улогата на судскиот медиумски совет, кој е замислен како советодавно тело, кое што треба да помогне во остварување на овие цели, особено е важен овој момент кога сме во екот на клучните реформи и во правосудството, но и реформи во медиумската сфера. И затоа е многу важно дали и како ќе работиме на унапредување на соработката и диалогот помеѓу новинарите и медиумите, но и на зајакнување на транспарентноста и пристапот на јавноста. Просто кажано, да ги отвориме судниците, но и да им овозможиме на граѓаните да дојдат до вистинска информација и да им стане појасно зошто некоја одлука е така донесена и кои биле аргументите што ги воделе да донесат судиите да донесат таква одлука.